20 тона камен на меѓународниот пат кон Бугарија. Сообраќајот втор ден блокиран. Најлошо е кај местото викано Драката, каде огромни карпи се одрониле и минувањето на оваа магистрала го направија невозможно. Најголеми одрон на оваа делница е ова сега кај што наоѓаме и самите гледате дека се работи со машините да го пробиеме. Ке гледаме у текот на денот да го пробиеме патот, не да го исчистиме. Значи, повторам, да го пробиеме како така да се одвива ректо сообраќајот. Ке видиме дали ќе дозволат временските услови, оти гледате како чистиме оно и пак паѓа. Овој и другите одрони на патот Кочани-Делчево, освен на возачите на товарни возила и граѓаните кои патуваат кон соседна Бугарија, проблем направи и на жителите на Виничка и Стивања. Не можат да минат луѓе, не може да минат камиони, автобуси. Проблем е за автобуси не минат. Камиони, што брза помош не може од тука, мора да идат преку горе, нели идат? Преку Биглата и Виница се минјат. Проблем е. Ево заради Стивања, да речеме, немаат автобуси да идеме до Кочани, пример. За Скопје мора да се иде до Кочани, па од Кочани со автобуси. Тоа е. За ова да се реши, машините на Македонија пат овде ќе работат и во наредните неколку денови. Но сепак жителите на истокот за овде бараат трајно решение. Треба да се преземат мерки, мерки да се тоа реши еднаш, секој без да си има одрни големи, така, по секој дождови има одрни. Потпорни ѕидови, како што прават на друго место, треба да се среди. Ова е меѓународен пат, иде за Бугарија, тоа не е... Од кај треба да идат околу сега Берово, Пекчево и доле за граница доле, или преку Биглата горе. Проблеми. Освен на Кочани-Делчево, машини работат и на други патни правци на истокот. Имаме и понагоре, под браната имаме и таму одрони и со друга машина таму се чисти. Исто така се на Делчево, Пекчево има одрони и таму и чисте. Виница, Смојмиро, исто така има одрони и таму и чистено веќе. Бидејќи тој патен правец сега целиот сообраќај е преориентиран по тој патен правец и мораме интензивно го одржуваме и гледаме да не биде у застој сообраќајот. Но обилните дождови кои паднаа деновиве, освен одрони и свлечишта, донесоа и нови поплави. Денеска во општината Шишиново Блешево имавме состанок со дирекцијата за заштита и спасување, исто со ЦУК, општината Шишиново Блешево и во стопанското предпријатие на Република Македонија. Веќе, кој што гледате самите, постојано сме на теренот, ги следиме будно овие настани што доваѓаат со овие врнежи. За да не дојде до поголеми штети на нивите овде, патот од целото долни подлог до Облешево е прекопан и втор ден е блокиран. Копа на овие дождови блокирани патот. Со кола, со точок, пешки не може, не. Со кола. Веројатно да се исцадат нивите. Тоа надоле се е поплавено. Како во ново време кога се пушта вода да се сее оризо. Се е под вода. Вакви проблеми за сега нема во Штип. Немаме никакви констатирани штети во изминатите 2-3 дена. Ново село е заштитено, значи чистењето на речното корито на потекот од камениот мост па се до 4 километар се покажа како добар потек на општината и избегнати се секакви можности за излевање на реката. Најавите за нови врнежи пак ги алармираа и водните стопанства. Брегалница постојано следи состојбата со акумулациите во Кочанскиот регион. Конкретно за Калиманци изнесува котава 514,86 и дотокот некаде средниот од 7 часот до 12 е околу 100 кубика, конкретно 99. За Брана Градче котата изнесува 465,21 и доток има околу 5 кубика во секунда. Според нив, најголема опасност од прелевање има кај акумулацијата Градче. Поради тоа што има мало сливно подрачје и ограничена акумулативна моќ.